Дали знаевте дека енергијата што Сонцето ја дава на Земјата за еден час може да ги задоволи глобалните енергетски потреби за една година? Македонија има 280 сончеви денови во годината. Сепак, искористеноста на Сонцето за енергија се уште е занемарлив процент. Но и соларната енергија има негативни страни. Еве неколку од нив. Меѓу сите придобивки од соларните панели, најважно е што сончевата енергија е вистински обновлив извор на енергија. Ќе биде достапна, се додека го имаме Сонцето, што значи уште најмалку 5 милиарди години. Сепак, почетната цена за купување на таков сончев систем е прилично висока. Ова вклучува плаќање за соларни панели, инвертер, батерии, жици и инсталација. Бидејќи ваквиот соларен систем ќе покрива дел од енергетските потреби и сметките за струја ќе се намалат. Колку ќе заштедите ќе зависи од големината на сончевиот систем и од вашата потрошувачка на електрична енергија или топлина. Иако сончевата енергија се уште може да се собира во облачни и дождливи денови, ефикасноста на соларниот систем опаѓа. Затоа, неколку облачни, врнежливи денови може да имаат забележителен ефект врз енергетскиот систем. Сончевата енергија може да се користи за различни цели. Можете да генерирате електрична енергија, фотоволтаици или топлина, соларна, термална. Сончевата енергија мора да се искористи веднаш или може да се складира во големи батерии. Овие батерии, кои се користат во соларни системи надвор од мрежата, може да се полнат во текот на денот, така што енергијата се користи ноќе, но тоа чини прилично многу. Системите за соларна енергија генерално не бараат многу одржување. Треба само да ги одржувате релативно чисти, а чистењето е неколку пати годишно. Колку повеќе електрична енергија сакате да произведете, толку повеќе соларни панели ќе ви требаат, бидејќи сакате да соберете што е можно повеќе сончева светлина. Соларните панели бараат многу простор, а некои покриви не се доволно големи за да одговараат на бројот на соларни панели што би сакале да ги имате. Технологијата во индустријата за соларна енергија постојано напредува и подобрувањата ќе се интензивираат во иднина. Иако загадувањето поврзано со системите за соларна енергија е далеку помало во споредба со другите извори на енергија, сончевата енергија може да се поврзе со загадување. Транспортот и инсталирањето на соларни системи се поврзани со емисијата на стакленички гасови. Исто така, постојат некои токсични материјали и опасни производи кои се користат за време на процесот на производство на соларни фотоволтаични системи, кои индиректно може да влијаат на животната средина. Сепак, сончевата енергија загадува многу помалку од другите алтернативни извори на енергија. Со покачувањето на цената на електрична енергија, сончевите панели беа фаворизирани. Сепак, и покрај големиот интерес за поставување на фотоволтаични централи, учеството на соларната енергија во производството на струја и оваа година беше занемарливо. Фирмите кои поставија сончеви централи на покривите за сопствени потреби ќе се офајдат, зашто струјата на слободниот пазар драстично поскапе, но на ниво на држава ова производство е незначително.